Представувањето на мерките од новата програма беше главната причина што председателот на СДСМ Зоран Заев за релативно краток период дојде повторно во Кочани. Како што рече, негова и намера на раководството на партијата е што поблиску до граѓаните да се представат можностите што се нудат како решение за излез од сегашната катастрофално лоша економска, политичка, меѓуетничка и меѓународна состојба во која се наоѓа државата. Главен акцент бил ставен во реафирмирањето на економските активности, кои имале носечко место во програмата, како и на одредени капитални инвестиции, кои посебно се однесуваат на источниот регион. Една од најголемите капитални инвестиции кои што ќе се случат во периодот кога СДСМ ќе дојде на власт, а тоа е изградбата на автопатот од Штип до Кочани, секако и продолжување со трета лента кон Делчево и граничниот премин со Делчево, но секако ќе го отвориме мерките за вработување на младите луѓе. Кочани ни е еден од градовите каде што имаме за жал најголема миграција на млади луѓе, кои што не само што го напуштат Кочани, туку ја напуштат и нашата земја. Заев истакна дека во новата програма на СДСМ има мерки и за подобра заштита на социјално загрозените, за навремено исплаќање на пензиите, но и за подобрување на стандардот на земјоделците. Како достоинствено производителите на ориз ќе може да го заработуваат од оризот и при тоа достоинствено да го живеат својот живот од тоа што го работат. Секако овде ќе ги афирмираме можеби за прв пат и складишните белешки како финансиски инструменти кои што ќе може да дадат силен придонес за постигање на повисока цена на оризопроизводителите, како и достоинствен пласман за она што се вика земјоделско производство за сите. Во рамки на престојот во регионот, Заев ги посети и населените места Оризари и Долни Подлог, каде во непосреден контакт со граѓаните ги слушна нивните проблеми и ги образложи мерките за решавање што СДСМ ги нуди со својата програма. Исто така, тој се сретна и со стечајните работници од Кочани, при што вети дека СДСМ во текот на првите 100 дена откако ќе дојде на власт, ќе донесе закон за решавање на нивниот статус. Во Центарот за култура Белимугли, Зоран Заев одржа јавна трибина, на која говореше за повеќе нови мерки што ги нуди неговата партија со изготвената програма, посебно нагласувајќи ја мерката 320 бизнис идеи, со која е предвидена неповратна помош од 10.000 евра за започнување бизнис, со што ќе се привлекуваат најмалку околу 5.000 млади годишно.